Paper Mill не е единствениот што го труе воздухот во Кочани. Мерењата направени на повеќе локации во градот покажаа дека загадувачи има и други. Првите извештаи добиени со мерката за контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната средина ги посочуваат критичните локации во Кочани, каде загадувањето е поголемо од дозволеното. Концентрацијата на PM10 частичките останува висока во старата индустријска зона, каде при мерења и кога не работи Paper Mill покажуваат високи вредности. Таму се регистрирани 84,77 микрограми на метар кубен, што е за 34,77 микрограми на метар кубен повеќе од дозволената вредност. Во лесна индустрија пак на улицата Крижевска во Кочани измерената концентрација на PM10 честички е 51,73 микрограми на метар кубен. Одмерењата на концентрација на загадувачки супстанции во отпадните гасови од фабричкиот оџак извршени на 4 правни субјекти во Кочани, кај 2 е регистрирано одстапување од граничните вредности. Ние апелиравме и претходно дека загадувањето не доаѓа само од еден загадувач. Вие овде спаѓаат и државните институции, фабриките, голем процент припаѓа и на домакинствата. Но овде ставаме и работата на инспекторатот, кои што се задолжени од за фабриките кои што се со Б дозвола, што значи дека и тие доволно добро не си ја вршиле својата работа и не биле ажурни, значи таму треба да се посвети едно големо внимание. Кочани во континуитет е место каде што се диши загаден воздух, па сега клучното прашање е што по овие резултати ќе направи општината. Она што е надежност на нашата локална самоуправа и инспекторот за животна средина веќе се дадени налози за постапување, значи во рамките на нашите надлежности ќе постапуваме, ќе преземаме мерки да ги откриваме загадувачите и да ги решаваме проблемите само кај што се појавуваат, она што е на наше локално ниво. Она што не е во наша надлежност, само каде што има интегрирани дозволи, секако дека ќе ги препратиме на Државниот инспекторат за понатамошно постапување од нивна страна. Претходно, по налог на Државен инспекторат за животна средина на Paper Mill, поради загадувањето му беше изречена казна од 20.000 евра, а даден и рок за адаптација на системот од пелети на метан.